Почитувани гледачи, добро вечер. Лидерите на четирите најголеми политички партии пред 2 дена слушнавме јасно и гласно дека се сложија, се договорија, ќе има избори годинава многу бргу во декември. И тоа е можеби добро затоа што тоа сите се сложуваат дека ќе биде еден од предусловите или важен услов за излез од долготрајната политичка криза во која се наоѓа Македонија. Но сепак наша медиумска работа е да се занимаваме со кажаното, со можните предпоставки, како тоа ќе се развива, дали ќе се спроведе до крај како што треба или не, дали ќе има повторно некои ситуации во кои што ќе се искомплицираат и можеби ќе бараат интервенција од странците или повторно седнување на маса. Да се надеваме дека нема да биде така во интерес на сите граѓани, во интерес на државата. Но еве, денеска со Јове Кекеновски и со Сотир Костов, добро вечер за двајцата. Добро вечер. Ќе разговараме токму за овие можности, аспекти, како тие гледаат на постигнатиот договор, како ќе се развиваат ситуациите и, почитувани господи, јас би сакал да разговараме генерално и сега и во иднина за 3 аспекта. Значи, како до изборите, на изборите и по изборите. Колку е тоа можно да се предвиди е тешко, но нели се смета дека можеби самите избори нема да бидат решение за поголеми реформи за кои што уште сега се говори. Еве, Кекеновски, вашиот коментар околу постигнатиот договор, дали е тоа добар услов за излез од политичкава криза во која се наоѓаме скоро 2 години? Па сигурно дека е добар излез, односно нужен излез самиот договор, од причина што Република Македонија повеќе од година и половина се наоѓа не само во политичка криза, туку и во, би рекол, уставна, односно правна криза, па тука и економската криза, тука и социјалната криза, и чинам дека нема област каде што не е област која што не е зафатена со Или се заканува да биде зафатена. Или се заканува. Па мислам дека нема област која што не е зафатена и доколку продолжи и понатаму, јас сигурно дека сум песимист по однос на единината на Република Македонија. И добро е што и покрај моите забелешки и односно поголем број на забелешки кои што се однесуваат на договорот од 20 јули оваа година, последниот анекс на договорот од Пржина. Јас реков во неколку наврати дека има голем број на недоречености, недоследности во самиот договор, можеме подоцна и да ги искоментираме сите тие. Добро е што се постигна договор да има избори на 11 декември оваа година. Од причина што доколку нема избори, јас чинам дека оваа криза ќе прерасне во агонија и не можеме да гледаме оптимистички на еднината на Република Македонија. Значи, после 2 пати одлагање на веќе закажани избори, после толку недоследности по однос на имплементацијата, после толку недодржување на дадениот збор, како вербален, така и пишан збор даден пред своите сопартици, пред јавноста, сепак еве се смогна сили, оние четворица, јас често пати велам јавачи на апокалипсата, кои што не донесоа буквално до оваа криза и сега истите тие преговараа повторно во име на граѓаните на Република Македонија да не извадат од оваа криза. Да се надеваме дека под притисок на јавноста, јас значи на политичките лидери кои што ја донесоа кризата и се обидуваат наводно да не извадат од таа криза, не им верувам, ниту им верувам, од причина што кај сите нив во најголем дел се присутни тие партиски, тие лични интереси, а многу помалку се присутни државните интереси. Нека ми биде, можеби ќе ми биде замерено за оваа моја опаска, меѓутоа јас така го чувствувам тоа и мислам дека и поголем дел од граѓаните го чувствуваат тоа. И добро е што под притисок на меѓународната заедница, поготово под притисок на самите гаранти на договорот и на анекс договорот од Пржино, еве се успеа да се најде барем минимален некој консензус за да можеме нели да закажеме избори до пред завршувањето на оваа година. Велам минимален консензус од причина што ако добро го погледнете и договорот од Пржино и ако добро го погледнете и овој договор и анексот и овој втор анекс
од 20 јули ќе видите дека голем дел од преземените обврски воопшто не се завршени. Не велам дека ништо не е завршено, меѓутоа голем дел не е завршен, меѓутоа еве за доброто, за едината на Македонија, ние еве се согласуваме и го поддржавме нели тој договор кој што го потпиша четворицата лидери. Костов, вели Кикеновски смогна сила. Имаше тука и притисоци, и убедувања, за истите работи не се согласува, па на крајот за истите или за слични работи се согласија, нели ете во интерес на граѓаните. Како вие гледате дека ќе излеземе од кризава и како дојде до постигнување на овој компромис? Ќе излеземе од кризата, дефинитивно ќе излеземе. И како што рече почитуваниот професор, ова е еден од можните начини, или да не речам најдемократскиот начин, почеток на излезот. Да, и единствениот институционален, еве се враќаме во институциите. И лично мислам, ја малку пооптимистички гледам на работиве. А може би се работеше малку веќе за замон на материјалот. Правев една анализа овие 2 дена. Видов дека од пржино 1 до пржино 4, ја ова го велам пржино 4, видов дека во последната фаза нема нешто што не е завршено, што е договорено, а не завршено. Помеѓу пржино 1, 2 и 3 имаше такви работи, недоследности и така натаму. Овој пат, она што го договорија 15 јули, го потпишува 20 јули, требаше да се реализира до 31 август. Мислам доследно сите го завршија во 3 области, значи тоа е медиумската сфера, не реформи, да се создадат услови. Еве се создадува услови, првични нека бидат, ДИК, избирачкиот список, конечно сите велат дека е прочистен, јас велам технички прочистен, бидејќи ја од почеток до крај и вечерва ќе тврдам дека немаше фантоми во тој избирачки список, но ќе видиме темата како ќе ни се шири. И еве во министерствата се назначија 2 министри во 2 области, во 2 министерства, 3 допунски заменски министри. Еве се назначи и главниот и одговорениот уредник во телевизијата да има некој еден вид објективна независна телевизија, се надевам дека ќе биде така. И тоа пусто тело за кое ја нема да го сватам. И не знам, ако можете вие помогнете ми, ти као обновена професионалец, професорот кој докажам практичар и теоретичар во јавниот живот, ја тоа тело за мониторинг не можам да осванам при една агенција за аудио и аудиовизуелни мониторинзи, но еве, се направи и тоа тело, и ја не гледам причина работава да тргне. И лично мислам дека лапсус. Сега видете, да се подсетиме сега на пржино 1, 2, 3, таму вака вели. После изборите се вклучува граѓанскиот сектор, невладиниот сектор и се почнува тежечните реформи, да не ги кажувам сега во неколку области. Бидејќи, да не се залажуваме, реформи за 2 до 3 месеци не се прават. Не се прават. Лично мислам дека се спасивме. Јас денеска ја крстив од една неприродна непогода. А тоа беше направените деструкции на демократијата во Република Македонија. А што мислам по тоа? Мислам на уличните нереди првични пред владата, мислам на извитоперената, не добро замислената, него извитоперената шарена револуција, што не успеа да не обои сите нас, што би се рекло, на таков грд начин, него еве, релевантните лидери на релевантните политички партии се договараат и ајде секој во институциите да си ја врши своите задачи, своите надлежности. Стилот може би е различен. Ево да искоментирам сосема накратко. Груевски мисле, бидејќи долго време го нема човекот, да поднесе оставка од јануари, колку се сеќавам, требаше 3 месеца пред избори, уште малку година дена чека избори, а нема избори, ама тој да ти бил во форма, дојде им рече, све ви прифаќам, за мене тоа, извините, ама е гейм, сет и меч во тенисоте, викнете ме кога ќе се договорите. Се ја ве прашувам, што тие 2-3 сата заед со албанските лидери договараше, дали он е поголем албанец од албанците, дали тој е поголем католик од папата, кога им кажуваше кој албанец да биде избран? Па не. Ако одиш на Шкендија да навиваш и ако кажуваш дека со албанците прави со живот, па остави ги албанците тие да се го дадат представникот кога ти веќе двојца си назначил. Јас стварно не знам 3-4 сата зашто дискутира и на крајот тоа дојде човекот, како што овие двајца ги даде ВМРО, другите двајца ги даде СДС. Ме сваќате мислам што кажувам. Тоа мене ми личи да е тој поголем албанец и одали, тој сака да биде и одали Ахмети.
и од лидерот на ДПА, а мислам дека не му успева. Другите двојца лидери, за да не испадне дека само Груевски го споменувам и Заев, беа коректни и дури можеби и најдоследни, коректни изјави дадоа и рекоа, ајде, се подготвуваме, одиме на избори. Ајде, за почеток нека биде тоа. Со една мала само забелешка, мислам дека не сме во толку кризиш, како што рече професорот. Демократска криза, да, застој на демокрацијата, економската спаѓаме во земјите која малку поуспешно од другите ја менаџиравме, а за социјалната и оние другите мислам треба малку да се разговара, да видиме дали е тоа или не е баш тоа. Ама како и да е, тргнуваме да ги решаваме проблемите. Кихиновски, вие на почеток рекол дека не е баш се направено онака како што треба, за така, дека тоа што Костов, не дека се од пржино 1 до пржино 4 се расчистено. Јас ќе се обидам да ги искажам своите аргументи во делот на мојата констатација, која што во поголем дел можеби се спротивно со размислувањата на почитуваниот. Па дајме да се размисли и неко пржино 5 ќе направиме овдека. Медиумски пржино. Не, готово со пржино завршивме. Знаете што, ако внимателно го читате договорот од 20 јули, можеби во делот на оперативноста се решени одредени работи, меѓутоа ако го читате целиот и го темелито се обидете да го анализирате и да го елаборирате, мислам дека после овие моиве факти ќе се согласите со моите констатации. Најнапред, значи, самиот договор во делот на избирачкиот список се согласува, меѓутоа дека е завршена работата или, како што велат, на таа партизирана државна изборна комисија, за жал, повторно имаме партизирана државна изборна комисија. Добро е што се тргна оние 171.500 во еден посебен избирачки список, бидејќи преку нив можно е да се вршила и манипулација. Тоа се во главном луѓето кои се иселени во странство. Се виде дека во оној другиот дел од избирачкиот список од 39.000 останаа негде повеќе од 30.000 кои што немаат право на глас и тие се во моментот ги тргаат од избирачкиот список, нели треба да не знам дали ја донесува регулативата со тоа што има можност оние во текот на јавниот увид да сигурно имаат можност да се пријават таму и за да имаат право на глас. Мене исто така не ми е јасно улогата на адхок телото, од причина што тука се согласуваме. Требаше, да, тука се согласуваме. Можеби во само овој тој дел. Адхок телото не ми е јасно, од причина што да ни помогне. Да, од причина што и ова тело е политизирано. За мене е непоимливо, тоа треба да биде едно независно тело кое што треба да дава насоки и по него да настапува Агенцијата за аудиовизуелни услуги, нели медиуми како се нарекува точното име, треба да настапува. Од друга страна, истите тие 2 недели не можат да се договорат за кој петиот човек ќе го предложат. И сега тие луѓе кои што ги предложиле политичките партии чекаат амин од лидерите на тие политички партии за да го предложат петиот човек. Тогаш зошто го правевме? Пак да имаме политизирано или партизирано тело. Значи, апсолутно не му е местото тука и не знам која би била неговата функција, посебно што треба нели да го оценува адхок, ова адхок телото требало да го оценува и балансираното известување. Па тие не можат за еден човек да се договорат, а ќе се договорат кој колку минути нели имал бил присутен во медиумите. Во третиот дел од самиот договор има една одредба која што е доста дискутабилна и она, значи, ги говорам оние недоречености, која што вели дека 4 политички партии треба да го изменат законот за медиуми. Законот за медиуми со тоа што во согласност, така пишува, ќе се обидам да го цитирам, во согласност со итните реформски приоритети и извештајот на Прибе. И тоа, пазете се, имате итни реформски приоритети во рок од 6 месеци. И тоа по изборите. Значи, не ви е регулирана медиумската сфера. А сега да ве вратам назад. Таа е регулирана. Регулирана, меѓутоа... Али докажете се, регулирана е. Регулирана во еден сегмент, бидејќи нели на 2 пати го менува, уште еднаш, да сите наводно да бидеме задоволни. Јас само ќе ве потсетам во извештајот на Прибе, недостатоците беа идентификувани во 5 области. Бидејќи тоа се споменува во овој договор. Прво, во следењето на комуникациите. Ние и ден денеска не сме сигурни дали не работат и понатаму 6-тото уво на управата горе. И сите и ден денеска се плашиме, да. Понатаму, судството и обвинителството остана такво како што е. Никој не може да каже дека е департизирано судството. Никој не може да каже дека обвинителството е независно од причина што не покрена ниту една постапка согласно
законот или штити одредени функционери кои што им овозможиле да дојдат на власт. Понатаму во делот на надворешниот надзор од независните тела, значи единствена новина е адхок тело ако го говориме за тоа. Друго не гледам дека имаме на другите тела, бидејќи Комисијата на Собранието на Република Македонија, која што треба да ги следи, профункционира, меѓутоа застара, никаде ја нема. Понатаму, во делот на изборите, еве, допрва ќе видиме што ќе се случува, во делот на медиумите, да не се повторам, значи ја кажав точката 4. Главен уредник е избран, меѓутоа тој главен уредник, колку што разбрав, нема да врши никакви кадровски промени. Како ќе се обиде да промени таа целокупна политика, бидејќи очигледно дека кадровската политика е во рацете на генералниот директор, главниот уредник се обидува да ја следува, нели, целокупната генерална политика. Понатаму, едно од најдискутабилните решенија токму во овој договор од 20 јули е позицијата на Министерството за внатрешни работи. Мислам дека со овој договор, ако е што е последица на оние измени и дополни на Законот за Министерство за внатрешни работи, каде што се направија преку ноќ измени и дополни, каде што беа одземени ингеренциите на министерот, и за мене е непоимливо едни министри во владата да имаат одредени позиции согласно законот, другите да донесете посебен закон со кој што ги изменувате, ќе ги изменувате. Очигледно камен на сопнување било Министерството за внатрешни работи и според она што е решено, за мене е девалвација пред се на министерот за внатрешни работи од една страна и деградирање на целокупното Министерство за внатрешни работи, поготово со можноста да му се даде на министерот 10% да именува по хоризонтална основа и 15% назначување да има во делот на повисоките функционери. И капак на сето тоа беше вчерашното експресна ротација. Министер се повлекува, доаѓа нов министер, голем експерт, нели, како што го најавија, во делот на безбедноста и во делот на одбраната. И одеднаш да тој преку за 12-13 часа да биде министер, да денеска биде заменик министер, а тој досегашниот министер да оди на позиција на директор на јавна безбедност, ако се точни информацијата. Да, со тоа што дополнително се врши партизација на Министерството за внатрешни работи, очигледно стравот од функционирањето на МВР согласно законските прописи е голем кај одредени луѓе кои што се согласиле и кои што протежирале вакви решенија. Понатаму, исто така има доста... Само да се довршам, ќе завршам, да не должам многу. Еве, јас почнах ќе молчам повеќе. Не, ама го си. Не мениме ќе не мерат можете од вас. Во делот на СЈО. Веќе имам 2 реплики. Таму има, нели, во овој договор има и други прашања и во таа глава, би рекол, за други прашања е дискутабилна позицијата на специјалното јавно обвинителство. Велам дискутабилна од причина што иако постои таму една одредба, една реченица дека во рок дека политичките партии треба да видат доколку има некои противуставности или некои одредби кои што се спротивно на законот, во рок од 5 дена да овозможат повторно да проработи специјалното јавно. Ако Уставниот суд донесе одлука, со која? Значи условно е. Значи во договорот, еве точно јас се обидов да ги запишам. Во договорот 4 политички партии го повикуваат Уставниот суд. Така. Да одлучи. А не они. Да одлучи за специјалното јавно обвинителство, пазете, во најкус можен рок и тоа на првата наредна седница. Договорот е подпишан на 20 јули, најкус можен рок, еве го денеска 2-9, не го видовме. Прва седница имаше, па фатија наводно одмори, меѓутоа, доколку се имаше добра желба, очигледно камен на сопнување во иднина ќе биде токму оваа одредба или овој дел од договорот, од овој последен договор, каде што можно е да има и пореметување, нели, на изборниот процес, доколку Уставниот суд го поништи одредени одредби, а 4 политички партии повторно да седнуваат и да договарат. Ако не може да се договорат 3 или 4 недели за еден член на адхок телото, како би се договориле за СЈО, која што во оваа ситуација е клучната институција. И само уште на крајот во делот на реформите, значи треба да се усвојат Треба да затвориме емисија, итни реформски процеси. Ќе ви кажам што ми е дискутабилно таму и никој тоа не обрна внимание, никој не го каже. Усвојување на итни реформски процеси
и приоритети во согласно со препораките на извештајот Прибе, ги споменав сите тие, гледаме дека не се завршени. Во рок од 6 месеци со Венецијанската комисија да се согласи законот за свиркачи и само има една реченица Охридскиот договор. Што е со Охридскиот договор? Никој не го објасни од политичките лидери. Ќе го прошируваат ли рамката? Па тој е проширен. На мала врата е влезен во Пржинскиот. Најверојатно, да, се Добро. Јас се извинувам малку за подобна експликација. Ама тебе прашуваме после историјата. Ако сметате дека треба да објаснам. Мислам се кажете на почеток. Не. Добро. Има многу за зборување. Костов, мала пауза за реклами, а потоа одиме. Да, еве не повторно во отвореното студио, после оваа мала пауза, репликата од Костов, бидејќи Кекеновски ги постави сите прашања кои што во текот на емисијата треба да ги разговараме, ги постави така како што треба, па можеме да реплицираме и да дополнуваме, да коригираме или не. Костов? За да бидам добронамерно сватен или добро сватен од професорот, морам например да кажам мојото стојалиште за Пржинскиот договор. Ја не го признавам. За мене тој е против, во најголем дел е против уставен договор, ама што реков на почетокот? Многу подобар начин е со договор на сите релевантни факти, па се викало тоа и Пржин но 4 да се излезе да се обиде да се излеземе од демократска институционална криза или така натаму, отколку со насилие на улица, со шарена револуција, со канвас и така натаму. И јас за некои нелогичности се согласувам со вас на договорот. Не се согласувам со што велите што е направено. И сега еве ги овие нелогичности, значи фантоми во изборничкиот список имало и вие се нема да ви држам за збор, запиркам, рековте тие луѓе немаат право на глас. Не, професоре. Заев и компанија некој подлегна и во комисијата ДИК, кој што велите стварно е партизирана, а требаше да биде департизирана, подлегна и прифатија дека тие луѓе ќе немаат право на глас. Неуставно е тоа. Се знае кој нема право на глас или кој има право на глас на избор во оваа држава. Не може на некој кој му текнало за 39.000 луѓе ќе направи сондажа да проверат она пријавување и тие што не се пријавиле ќе ги избришат. Ами што правиме со другите што не се проверени? Каде е предлогот што требаше сите да се провериме, сите да се пријавиме и тогаш можеме да кажеме као во америчкото законодавство или во некои земји во Западна Европа дека тие што не се пријавиле немаат интерес да учествуваат во демократијата и привремено се бришат. Значи, јас тврдам дека тие луѓе не треба да се избришат. Им предлагам еве и вечерва на колегите од ДИК како што ставиле звездичка на оние 170 и неколку илјади, ако таа е плава, оде нека стаат зелена или црвена звездичка, да им дадат можност и на овие да гласат, бидејќи некои јавни личности што рекоа, не ми е ни на крај памет јас да се пријавувам, јас сум жива или јас сум жив, ја да докажувам и ово и она. Се плашам некој ова да не го искористи, за да предизвика криза на денот на гласање и после гласањето. Од овие 30.000, да речеме нешто неинформирани, да нема некои слипери намерно заспани, па потоа да ни се побунат зошто мене ми е земен правото на глас, ја така лесно не би им го зимал правото на глас. Сега е за фантомите морам оваа вечер и сликовито ќе објаснувам, не толку повеќе за домакинот или за мојот соговорник, туку за јавноста. Тврдам дека ако имаше фантоми, што Заев кажа дека се 500.000, 300.000, 270, 190 и не знам колку, јас тврдам се сведени на нула, дека немаше фантоми во избирачкиот список. Толку време меѓународната заедница, експерти испратени од ОПСЕ и од ИХИР, Кетменот со неговата екипа, СДСМ со експертите и логистичката и технологија што ја дадоа, бараа луѓе фантоми во избирачкиот список. Љубиша. Фантоме, Сотир Костов со лична карта во Кочани, јас сум граѓанин на Кочани и гласам таму, да го најдат во список и да го најдат Сотир Костов со лична карта во Прилеп на таа и таа улица, истиот Сотир Костов со истите податоци и се претпоставува дека Сотир Костов гласал предпладне во Кочани, а попладне гласал во Прилеп. Доколку имаше еден случај, јас ви тврдам, познавајќи енергичноста и одлучноста на Заев и екипата, они
на јавноста меѓународна и на домашната ќе ги покажеа. Не покажаа, значи чистењето на списокот беше техничко прочистување. Починати, стекнати со право полнолетност наполниле, а не секој го запишале, симнување или не симнување на деловна способност, откажување државјанство со иселување и со допис дека се откажува од државјанството, преселување и така натаму, и што ствараа технички недоследности. Да, отпаднаа 9000 по еден основ, отпаднаа 2000 по друг основ, ама тоа е техничко прочистување на избирачкиот список. Фантоми до сега ја не видов, ниту некој ми покажа. И уште повеќе, кога ќе се пронајде ваква работа, треба да се докаже дека е тоа искористено, иако самото постоење, kao човек кој со цел живот спроведувам закон, и мене одма ми кажува дека ова е можност да се искористи. Ама ни тоа не го видовме да кажат, господинот Јове на тие и тие избори еднаш гласал ваму во Бутерлича или каде, а у истиот ден гласал во Карпош. Не знам дали е фантоми. Фантоми, значи некоја личност, ја секој различно го разбира. Моето толкување ова е, ја не мора да сум во право, ти тврдам дека сум во право. Иначе фантом е луѓе без идентитет. Ја еднаш го објаснував кај вас во емисијата. Ама фантом гласаче ова. Една личност, уолкери ги викаме ние, шетачи, што се бавиме со изборни кампањи. Наутро гласам овде, наруче гласам во друг град, а приквече пред затварањето на избирачките кутии на гласачките места, гласам на трето место. Такво нешто, верувајте ми, не се покажа. Да имаше, Заев досега ќе држеше одит и ради, Шекеринска ќе пееше на сет глас и така натаму. Тоа го немаше. Единствено нешто што е направено е на иселениците неправилно што се ставени во втора категорија, ама барем не се избришени. Па сега ќе гласат таму или гласат овде, јас не знам, лично мислам ќе ги изгубиме тие тројца пратеници. Цензусот, квантумот е ставен доста поголем и ама не си се, така се договориле. Така се договориле. Значи, околу фантомите, мислам дека состојбата е чиста и дури се залагам и тие 30.000 да не бидат избришени. Неуставно е да се избриши тоа. Сега околу СЈО. СЈО само по себе е неуставно, а е законско и тоа е веќе контрадикторност. Треба мудро да се постапи, професоре. Треба сега СЈО да не се чепка. Они најмногу го сакат тоа. Да ги оставиме да работат. Бидејќи ако помешаме право со политика, ќе добиеме една смеса која видовме, боледувавме година и 7 месеци од таа смеса, тоа е деструкција и на правото, и на изобличување на демократијата, и некој ќе ги користи за цели политички поени во изборите. Јас се залагам да им се овозможат, а мислам дека во најголема мера им се овозможени оптимални услови за работа и тие нека се ја терат својата работа. Тоа е кривично право, тоа е прогон на можни сторители, на можни кривични дела и нека работат. А ајде сите ние демократски снаги да се обединеме во стварањето на услови за 11 декември да имаме фер демократски избори. Ама видите сега и какви аналитичари има. Вчера гледам на една друга телевизија, ја нема да кријам кој е, Ѓорги Спасов вака вика. Им советувам и се залагам на ВМРО ДПМН да го тргнат Никола Груевски, тој да не ги води, кажува тоа, а вика, да, Заев и Шекеринска треба да бидат, бидејќи они се најзаслужни. Еве вака сега се договориме. Заев е аболициран политичар. Ја досега не сум чул Груевски да е сторител на кривично дело, ја досега не сум чул да Груевски е казнет, ја досега не сум чул против Груевски да има кривична пријава, ја досега не сум чул за Груевски да има обвинителен акт. Тоа што е во предистражна постапка, тоа е тајно, мене не ми е јасно некој што го коментира, тоа знаеме зошто, тоа е политиканство и неферски и така натаму. Па сега тоа ли е целта? СЈО да го искористуваме една партија, да ја онеправдаме, ние да ја кажуваме како тие ќе се ги прави избирачки. Сега веќе говорите за како ќе биде кампањата, дека тоа ќе се употреби во се трудам да му го најдам местото на СЈО во правото, во кривичното право, а не во инструментализација пред изборите, во кампањата. Значи тоа загатна малку професорот и се залагаше за СЈО да не биде обструирано. Да, јас се согласувам. Јас се согласувам. И сега, јас не би го притискал судот сега да одлучува. Пак се стварна кризна ситуација, ова е моје мислење. Ти знаеш, ја не застапувам мислење на друга партија.
од 2002 наваму. Ама видите вака, професоре, ако сега ја разбрануваме јавноста, еве, го укинеме и кажеме за 5 дена да се направи ново обвинителство или, како што е правилно, специјален јавен обвинител уставот што дозволува, или да го менуваме уставот да правиме ново обвинителство, отидува изборите, професоре. Сигурно, Значи, јас сум, сигурно нема ајде избори. да го оставиме СЈО да си работи, денес гледаме работеше, а ние да се фокусираме на изборите. Не треба да ги мешаме тие две работи. Има уште нешто, ама овие реклами малку се дефокусирачки, не ми текне што е, ќе ми текне. Добро, Ќе ми имаме саат текне. време Ќе ми за- текне. Ајде, вака Значи, се. ево, мојата теза е тоа и за СЈО и за добро. списокот. Мислам дека иста ни е, слична ни е тезата со тоа што секој оној кој што не се огрешил од законот нема потреба да се плаши и да обструира работата. Секој оној кој што не се огрешил ќе излезе слободно и пред судија и пред обвинител ќе си каже доколку нема факти и докази ќе падне и ќе се девалвира самото јавно обвинителство ако е така. Меѓутоа, чинам после сите оние преслушувани разговори доколку тие служат сигурно како индиција за понатаму да се поведе одредени постапки, да се соберат факти и докази. Ако излезат факти, тогаш секој ќе се одговара согласно позитивните законски прописи и тука не треба да има преседан за никој, не треба да има апсолутно за некој да важат законите, како што досега важат за некого, за некој да не важат. Не може селективна правда да има во Република Македонија како што се практикуваше досега. И не сум сигурен дека Добро, се па, практикуваше. ќе Една го малку докажам. падица. Љубише, дали може? Професоре, многу сте во право, ама видите вака воедно. Воедно ви е тенка тезата. Од индиција до обвинителен акт, обвинение и пресуда. Знаете ли колку скалила има? Повеќе од јасно дека. Значи, повеќе од индиција, аргумент, Да се факт, изведат- доказ, основи за сомневање, основано сомневање, изведат кривична сите пријава, Да не ги- обвинение, пресуда. Да не ги... Може ли да Знаете се ли колку, набатам? Може, колку само да не ги треба судуваме. докази да се Сигурно, соберат? сигурно, ќе се. Значи, Тоа тука има сам- работа за само такви ве молам, тоа имате го За тоа, предвид. апсолутно, Да, повеќе од да. јасно. Значи, се по ред, се по закон, се по Така. процедура. Во делот на фантомите, не знам како ги нарекувате фантоми, како сакате наречете ги, меѓутоа мене едно не ми е јасно. Да, едно не ми е јасно. Како тоа и ОПСЕ и ОДИХР по последниот извештај од последните парламентарни и претседателски избори, јасно констатираше дека енормно е зголемен избирачкиот список во Република Македонија. И тоа на сите ни е јасно. Од една страна, имате податоци од Министерството за внатрешни работи, каде што имате 1.812.156.000 запишани во тој нивни запишани луѓе во тој нивни список. Од Државната изборна комисија излегуваа со 1.756.346. Значи, видовме ние во Република Македонија дека не постои функционален систем на ажурирање на избирачкиот список. Второ, од таа вкрстена проверка ние не видовме ништо во Република Македонија. Едноставно надгласување, Не им надмудрување. чинат методологиите, не им чинат. Па еве, Луѓето ги прогласија живи, за фантоми ги прогласија. значи, тие имаа обврски да донесат две методологии. Ако не чинела старата методологија, имаа можност и донесоа две нови методологии, и треба да донесат, ако не чинело нешто старото, треба. Што се правеше? Каква методологија донесе? Мене навистина не место. Меѓутоа, мене навистина ми е срам како граѓанин на оваа држава за нешто што е факт, аргумент да се убедувам со некој заради тоа што неговиот председател, без разлика на било која политичка партија припаѓа, неговиот председател или тој што го предложил да ги брани неговите аргументи или не аргументи било како. Значи, тука ние едноставно не смеевме да се впуштиме во таква ситуација. Не ние, говорам за лидерите на политичките партии, јавноста, па уште помалку оние пратеници кои што слепо само дигаат и спуштаат рака, кои што ги изгласуваат, не смееше да се дозволи. Значи, ние видовме Ви денес се расправа, не согласувам дека слепо дигаат раци. Па, И денес има дискусија. најголем дел. Дискусии од 5 од 10 луѓе од вкупно 123. И најголем дел од нив секогаш ги поддржуваат одлуките онака како што ќе додат. Причините се јасни, ние нема потреба да ги елаборираме. Значи, ние ако ги видовме аномалиите на претходниот состав на Државната изборна комисија, каде што постојано беа надгласувани, се надгласува едни со други, сега истата таа ситуација, истата таа шема повторно имаме, тука се надгласува. Да, а може ли што да ве прашам? Љубиша, може? Да, како Вака, рековте енормно изголемен списокот, кажете ми на кој период мислите? Од претходниот избирачки список до последниот сега, не, избирачки. не, Или сега ќе последните два циклуса. Меѓу другото се бавам со изборни кампањи, ама нема се да повторам пред 2-3 емисии на мој гостување со бројки го кажува, вака да ви кажам.
од 2006 до 2016 зголемувањето во апсолутна бројка на избирачкиот список е 39.000. Ви тврдам, бројките се овде. 39.000, значи се поклопува со фантомите. Не се поклопува. Сега, Така ли? од негде 94-та, бидејќи пред 94-та имавме запишување со лични карти, она не го броиме, од 94-та до 2006-та 192.000 е зголеме. Значи, ако мериме, под еднакви растојанија, и еве сега, да не сум лицемер, од кога ВМРО дојде на власт, до сега, 4-5 пати помалку е зголемен списокот од колку некој друг кога бил на власт. Но, тоа се дискрепанци. Не може да го браните од мене. Не, да, тачно. Не може вие да го браните ВМРО од мене, значи ја не го нападам. Ама видите вака сега, видите вака. И тука сте во право. И сега видите, вие сте меѓу првите еден од основачки и така натаму. Да не биде. И сега видите вака. Значи, со избирачкиот список има едни клинови бочни. Мое е авторството. Кога се даваа едни државјанства за едни председателски избори 94-та за Киро Глигоров. Кога беше бегалската криза 98-99, таа амплитуда со еден ваш човек од ВМРО, Данило Глигоровски, сме обработувале во некои заеднички штабови на Алтернатива и на ВМРО ДПМН, сме дошле до некои сознанија, институциите работеа да го надминат тоа, постоеше комисија за Државна комисија за избирачки список, чиј член бев јас, ја укина. Сега, зашто не укина, ја не знам. Али ви тврдам дека не е ниту ВМРО нешто правил било што, нити нешто специјално некој друг правил, сем во овие две амплитуди. 94-та на многу, нека ми прости јавноста, Косовари е дадено на чуден начин државјанство. 98-99 е дадено на бегалската криза исто. И тука се јавуваат некои дискрепанци кои треба да бидат разјаснети. Верувајте ми, останатите изборни циклуси се многу чисти, со, ајде се да не кажам, исклучок на едни председателски и едни локални, кои што имаше и пукања, ајде се да не збориме за тие лоши работи, кои што беа и морбидни и така натаму и така натаму. Така, се согласувам. Значи, генерално не постои функционален систем. И сега нешто да ве прашам, се вака. Жално е, 30 години ние се занимаваме со истата работа. Прашањето е дали тие разлики за кои што говорите, кои што веројатно и тешко може да се расчистат ако нема функционален систем или методологија што ќе ги расчисти. Прво треба да има добра волја и коректност од сите. Дали тие разлики за кои што говорите се злоупотребени, бидејќи разлика може да има во проектите. Ама еве го примерот. Што не ни покажа? Затоа што политичката година, дена и 7 месеци се истражува избирачкиот список. Не, сакам да кажам, да. Не ни покажаа примери. Значи, јас сум убеден дека не се злоупотребени. Пустец е сосема друга работа. И второ, тие луѓе кога гласат или имале право на глас? Голема или мала, 30 или 170 за кои што говорите, во кои изборни единици и на кој начин е злоупотребата? Ама нема, Љубиша, не постои тоа. Види, тоа е во имагинацијата на Заев и на Шекеринска. Ама ние заради тоа бевме 2 години на политичка криза. Ово е одговор и на сниманите разговори и на фантомите. Вие стварно не верувате дека ако они најдеа нешто немаа вака да покажат? Дозволете. Еве го договорот со кој? Тој функционер толку пари зел и еве тој одговара на снимените разговори. Го нема го нема. Еве, тој гласал таму и таму, па гласал и таму на овие избори и еве како победило ВМРО. Па ќе објавеа, бе, Љубиша. Ама ако не постои тоа. Тоа е зашто се сложија сега со избирачкиот список. Зошто не се слуша и порано? Знаете зошто? Зошто и не можеме да одиме на извориштето на демократијата. Без избори нема гласање. Пардон, нема демократија. Ама зошто потоаш или требаше порано се сложат или покасно? Зошто овој термин? Кој има право на зборење сега? Ја ќе ви ја кажам спиралата во која не втурна Заев и Шекеринска и СДС. Тоа се вика еден чуден трик во демократијата или воопшто во историјата на политиката. Дилампедуза се вика. Се да смениш, за да на крајот остане исто. Ајде да одиме. До кога? Дик рековме нема партиски членови. Еве има СДС, има ВМРО. Така е? А зошто? Ема зошто? Ама кажи ми зошто, професоре. Не знам, значи јас принципилно ги напаѓам едните и другите. Партијата ќе ја вадиме, ќе ја тргнеме од државата. Не, иако и таа теза е дискутабилна е малку.
А, не то може. се Не, да. Заборави. Има граници до каде е државата, до каде е А партијата. овде нема граници. Некој се залагаше и државата, Лениновата теза, и државата да укиниме. Значи, еве вака да ви кажам. Не, тука не можам да се согласам. Не ја докажав мојата теза. Добро. Не ја докажав. Не може такво оделување некој што на улица се залагаше, кога без партија, без представник на партија, во највисокото законодавно тело нема политика. Да. Нашиот устав не рекол дека јас и вие као граѓани ќе одиме да застапуваме ставови. Он вака рекол, ние ќе гласаме и со нашето гласање, со давањето на опцијата глас лева или десна, ние сме го делегиране нашето право некој друг со нас да управува, значи така. сме му дале право, вие сте професори подобро од мене знаете, сме му дале право некој да ни го уредува животот. Сега, кога ќе направиме некои одлучува да промени донесе во одлука, уставот, добро. кога малку ќе му даеме повеќе значење на граѓанското општество. На Дарендорф сега да не се подсетуваме. 6 месеци, 6 години и 60 години. Костов, само едно ќе ве. И тогаш, Само едно ќе ве прашам. Повели. Се согласав со сето. драго ми е, Меѓутоа, не треба, уствари треба да престане злоупотребата на релативното мнозинство во парламентот. се согласувам. Значи, Јас сум за делиберативна демократија. Значи, имате вие... И јас и вие. Имате мнозинство во парламентот. Од тие 123 пратеника. Да. Меѓутоа, никој не ви дал да право да сакате, да правите што сакате да правите. Тука сте во право. Затоа што вашето мнозинство во парламентот е релативно мнозинство од вкупниот број на бирачи. Така е. Вие ако имате 63 пратеника, сте ги освоиле со 23, со 25% од излезените на избирачи. А тоа е од вкупниот број на бирачи во Република или граѓани многу помалку. И сега кој ви дал право вие да го злоупотребувате тоа релативно мнозинство? Јас со аргументи се согласувам да дискутираме, па ако сум јас опозиција, ќе гласам ако е подобар. Меѓутоа, не може јас така сакам, јас имам мнозинство, јас ќе правам што сакам. Не е тоа Да, ама представничка видите, демократија. видите. Не е тоа е злоупотреба Да, на ама представничката ај сега нешто да ве потсетам друго. До 2008 ова држава, ова општество демократско, Република Македонија не познаваше институт парламентарни, предвремени, ванредни парламентарни избори. Кога некој друг владееше, не му ни текнуваше. Гледате што случува. 2008, 2011, 13 или 14, 3 пати Така. на партијата или коалицијата која е на власт не и дозволуваме мандатот докрај да си го дотурка, туку 3 пати дали ги присилуваме со меѓународна јавност, дали тие самите се проверуваат кај народот, одат на варени парламентарни избори и кога? Кога на последните. Да, Костово, Никој ајде да беше бидеме во заблуда, објективни. само да докажам. Да. Никој беше во заблуда дека ќе победи. Кога виде разлика енормна од 200.000 гласа, се падна во сигурно, вода и сигурно. тогаш почна ова што вие го кажувате. Злоупотреби така натаму, а до тогаш оваа влада. Во друга смисле. Не, злоупотреба од власта, од власта. од власта. А до тогаш, барем ја така мислам скромно, дека оваа гарнитура на власова коалиција се покажа најреформска. Костов, Во фискалната, Јас сум- во економската, Да, во морам да инвестициите. кажам, Но обратно овој пат, сега ќе ви прекинем со реклама, потоа вие сте... Значи, најреформска влада имаме и ја прекинавме во економијата, ја мавнавме во демократијата, за да и ги анулираме резултатите. ова реформска влада е дискутабилно многу. Секунда. Сега да, сега од овој ракурс, а до 2014 да, ви тврдам ќе ви А потпишам. што мислите, не е криминализирана оваа влада? Кикеновски. Кога се докаже Кикеновски. за Ако се докаже, што криминализирање, ќе ви правиме? кажам кога почна криминализацијата на македонското општество. 92-93 година. Па дајте да прекинеме со Ќе ви тие го кажам. криминали веќе. Дајте да Кикеновски. Ајде, Повлачим се. изгледа најдобро сме го најавите на рекламите. не. Ајде уште една пауза за реклами, а потоа продолжуваме на доведени теми, бидејќи се добро ги отварате и добро полемизирате. Да. Каде станахме, Кикеновски? Па не се сеќам се, многу дискутиравме. Што прави економскиот блок и рекламите? За реформите. Да. Во на реформска влада. Да, во е реформска влада во делот Не. на маркетингот, ако Не, говориме, вака. најдобро знае да се Значи, пласира да маркетинг. не биде дека сме почнеме кампања да навиеме за една и за друга партија, повеќе. бидејќи веќе налегувате у материјална расправа, да речем дали е добра или е Значи, лоша без власта. разлика на мојата и добра и определба, лоша јас- опозицијата. Тоа е Значи, без разлика на мојата јасна определба, јас секогаш сум бил во МРОДПМН и останувам во МРОДПМН, без разлика дали им се допаѓало на врхушката тоа или не му се допаѓало, јас не можам да менувам политичка партија, меѓутоа она што е добро ќе го пофалам, меѓутоа она што е лошо сигурно дека тука треба од
поради фактот што сигурно повеќе си ја сакам државата отколку било што, бидејќи јас немам друга резервна татковина да бегам или да напуштам државата. Немаме никој. Добро, јас сега во моментот говорам за мене. Така да се што е лошо, се што не е во интерес на иднината на Република Македонија, во интерес на граѓаните, сигурно дека треба сите така да размислуваме и така треба да критикуваме. Критиката само носи прогрес. Критиката не значи непријателство во една ситуација. Кој како го сваќа? До сегашните влади, кои ја ги паметам, те сите исти, критика и се учеле едни на други. Ти нема од кој друг да научат, учеле од првиот. По-богати ќе испаднеме, знаете што е жално, што не учеле. Тие критиките ги пресекувале. Секогаш ги се обидувале критиките, секој некој што критикува е непријател и се обидуваат, поготово тоа е евидентно во последниве десетина години, секој некој што упатува критика е непријател. Дури го етикетираат како државен непријател 1, 2, 3 и така натаму и така натаму. Тоа е лошо за демократијата и лошо за во делот на јас само ќе дополнам, значи има во еден сегмент тоа во делот на предвремените парламентарни избори, меѓутоа мораме да бидеме објективни и да кажеме дека и самата политичка партија оценува кога е најдобар момент да таа си повторно добие поголем број напоени. Така да не е само субјективни, има и објективни и субјективни причини за изборите. Така да не можеме да кажеме дека терминот говорите? Не, за распишаните 3-4 многу предвремени избори имаме за краток период. Тоа е тактика. Требаше на ВМРО да му дадеме еден мандат да се истера. Има други коментари, дека на тој начин ги оставија на власт, да не беше така, може би немаше да биде. Дека тоа на СДС ги потикнуваше за да останат. Ако не ги извадеа оние, без разлика на кој начин дошол до нив, оние преслушувани разговори, па може би уште 15 години ние ќе живеевме во заблуда, како што се обидува и цело време ни кажува. Неколку пати професора ме влечете за јазик со тие разговори. Ама еве вака се. Чекајте вака. Велиме преслушувани разговори. Незаконски снимани. Само да не го знаеме снимачот, не знаеме како дошли и незаконски објавени. Ајде да ме прашам вака. Да не беа случајно беа сечени, лепени, креирани, монтирани. Што мислите дека лидерот Груевски во заминување според мене не во заминување си замина, тој во јануари си замина. Зборувам и од партијата, не само... Не сум чул дека заминува. Добро, еве, јас сум чул. Не, морам да го докажам ова. Јас не сум чул дека Груевски заминува од лидер на партија. Може ли само да ја довршам? Еве вчера го видов завчера дури многу активен. Супер ќе биде активен. Ви реков гем сети меч. Ама гледайте, сега да разберам, ја не ви брам што ќе говорите ваше. Не, ама само насловот па ќе се вратиме на тоа. Значи, сечени, лепени, креирани, монтирани. Така? Не, тоа вие кажувате тоа. Не, тоа го кажуваат партијата на власт. Добро, ајде. Партијата моја, лидерот на партијата моја, која што, за жал, ја узурпира целокупната партија и ја направи приватна, фамилијарна фирма. Значи, сечени, лепени, креирани, монтирани. Цело време се вадат со тоа. Да најдеа еден снимак, една снимка од тоа, да е таква, тие верувајте дека ќе излезеа во јавноста и ќе го направија попара, се ќе паднеше во вода. Меѓутоа, сетете се дека на иницијатива на Дојче Веле, мислам дека да не грешам, се направи експертиза од еден германец. Второ, деновиве слушаме дека и FBI докажал дека нема сечене и креирани. Така да паѓа во цела теза. Сепак. Добро, Ги споменавте вие дека едните ако имале ќе излезеле ќе направиле попара, вие за другите кажете ако најде ќе направиле попара. Еден сте околу констатациите на попара, така. Градските лидери на жаргонски малку. Ова е опомена, професоре. Ова домаќинот не опоменува. Не, ако рековте да говориме за тоа на почетокот до изборите и по. Продолжуваме на тоа. Бидејќи кампањата сега почнува, вакви теории има од денес натаму. Кампањата треба да почне 19 дена пред изборите. Не, таа е почнала и ние ќе видиме дел тоа во секој случај. Рековте дека се согласива во даден момент да има избори, а дека ништо реформски не е направено, реформите се ад хок, така? Значи се заврти еден круг и дојдовме на исто. Така Кикеновски, така беше конституцијата од Венцов. Од прилика така, но со мали нијанси се создадоа услови за да се оди на избори. Да нема бојкотирање,
Значи, тоа е најважно, бидејќи дали е или не е направено се или Значи, ништо, ти е рекол дека е окей. Значи вака, договорот од Пржино, ќе се навратам малку, за да продолжиме нели наму кај што застанавме, требаше да биде последен обид за политичко отрезнување на сите политички лидери во Република Македонија и конечно да завладее не само внатре-партиската демократија, туку и да заживеат демократските процеси и институциите демократски да функционираат во Република Македонија, да се собере храброст да се превземе одговорноста за досегашните и за идните случувања од една страна, да се изнајдат системски решенија, сите овие деформации кои што се направени, да ги вратиме конечно на еден нормален колосек, се стремиме кон Европа, а функционираме како во 17 век. А не требаше да биде, за жал, тоа и стана договорот од Пржино и сите овие случувања од кога го подпиша, едно бесплодно, нечовечко, би рекол неморално политичко тактизирање за спас на својата собствена кожа или за спас на предвидливата иднина. Без разлика, сите тие што учествува имаа свој интерес како сето тоа го реализира. И оттаму тој договор требаше да обезбеди минимум демократска консолидација. Горе-доле се согласувам дека последниот, како вие велите четврти, ја велам анекс на консолидација малку нешто се обезбеди, меѓутоа не е докрај се што Тикеновски, знаете што е битно? Битно е да се консолидираат до изборите. Значи, ние не можевме да постигнеме договор за до изборите. Ако е тој постигнат, значи еден дел од работата го поздравивме и го поддржавме генерално. Значи сега треба да издржиме бидејќи кај нас понекогаш ништо не важи и сме многу сумничеви, дуваме и во јогурт. Дали од негде ќе излезе нешто што ќе го поремети овој процес, како што беа несогласувањата меѓу министерот и заменикот министерот во внатрешни работи, кога го праве списокот. И оно што е битно, а сакам да го отвориме, дали по изборите ќе се консолидираме како демократско општество или ќе има реваншизам, нереваншизам, повторно ќе влегуваме во дубиози. Значи, тие две прашања, ако имаме време да ги разработиме. Тоа што ми текнува една мала реплика, кога рече, еве, вчера и денес што се случува професорот и употреби израз партизација на полицијата. Ево вака си. Ако Чавков е партиски човек, ја не се познавам лично со Чавков, али знам дека потекнува од МВР Струмица и со резултати дошол во МВР Скопје. А вие знаете дека начело на МВР не може да биде човек. Ама дозволи се. Сега тоа да ви кажам. Цело време НТШ и организиран криминал води и цела кариера развил во полицијата. Понекога случајно што почна многу да ги минуваат министрите кои како Пржино 1 2 3 ќе се потпише, го избраа министер и сега не. И вие велите партизација. Професоре, тука нема ни П од партизација, туку еве што има. Видовме како министеруваше награда за одработување. Награда за одработување. Не, сега ќе ви кажам. Со последниот видовме како одработуваше министерот за внатрешниот СДСМ, генералниот секретар на СДСМ. И бидејќи тој денеска... Ама немој сега да ми импутирате, ја не го бранам ми од требаше денес да дојде, за да не испадне. Од кога ќе дојде му ги менуваат, ја вака претпоставувам. На време ги пополнуваат местата што владата е надлежна да ги потполни. Законот убаво кажува. Едниот и другиот директор ги поставува владата. Ги поставува пред да дојде новиот министер, предпоставувам да не се помисли дека еве го навредуваат или му ги одземат ингеренциите иако законот е многу јасен. И ве мола. Друг да рече партизација, окей. Тој Чавков цел живот во полиција ги минал сите скалила. Ако ова не е точно, ја да се коригирам и да се извинам. Ама јас знам дека е така. Чекајте, ајде да ве прашам, зошто уште кога дојде, не Чавков, и претходниот кој беше пред него, додека беше Јанкуловска, не се обидоа со законот, со измени и дополни на законот, со такви рестриктивни измени со кои што се одземат и се девалвира министерската функција, не го направија на Гордана Јанкуловска. Предпоставувам. Затоа што 426 решенија преку ног донесе Оливер Спасовски. Како се вика? Генералниот секретар. Значи не се согласувам ја и со тоа, меѓутоа не се согласувам со начинот на тој. Преку ног ги носи. Значи се доека не дојдат луѓе во Министерството за внатрешни работи, кои што? Кој 7 нивоа напредуваше сопругот на една на министерката за социјала и Па тоа и сигурно јас го осудив во неколку ситуации. Значи ние не смееме со Министерството за внатрешни работи да правиме. Професоре,
А водев една Па истрага. не знам се Кој ќе оцени девалвира, кој се Дозволете девалвира. нешто. Денеска имате експерти за се и се што имате. И за Не, Мавар, баш и околу за- експерти да ви кажам. Водев една истрагата за Кингерот, како загина Трајковски. Полицијата ми даде четворица професионалци. Од тие четворица еден беше сменет од Оливер, од поранешниот министар, од генералниот секретар на СДСМ, преку ноќ, а ја ви подпишувам дека е професионалец пар екселанс, и ја го видов тоа 4 години. тоа е грешка, Ми сигурно беше. дека, како? И на негово Па е- место е донесен некој си партиски Ама пак е кадар значи на индивидуално СДС, чувството да. кој е професионален. Па тоа е така. партизација, извините сега професор. Чекајте сега. Вие Да го заборавате. ставија, да го ставија Сотир Костов, член на X партија, вчера, министер или директор на ова или Костов, нова дирекција, па Костов. тоа е партизација. Костов. А човек од МВР израснал ја, созрел во МВР, го стават да го води единот од директоратите, два директорати имаме, јавна безбедност, имаме држава. Па тоа не е Имавте партизација. двајца професионалци до сега во последно време. Па да. Имавте двајца професионални и ги тргна се. Него вие, некоја- а зошто ги затварате очите? Па вие знаете кој се не влезе во МВР, кој се не стана началник за овие 10 години. Па немој срамота е. Ја девалвира, Видите, ја јас за полицијата имам малку функција. поинакво мислење. Па ја Ја девалвира тврдам дека една од функцијата, поорганизираните и Немојте поквалитетните полиции во југоисточна Европа е. Вие преку Моето поедини искуство тоа го кажува. Не Па ја- поедини. јас не сум експерт за мојата полиција, професионална Чекайте, должност, тоа е знаете ли што прашање што ќе треба да се Истражувам решава по несреќи изборите. во воздухопловството. Соработувам со полицијата, директно со крим техника. Костов, Ја ви тврдам дека прашањето имаме за- гениални стручњаци во Ама, македонската Костов, полиција. прашањето за професионализација на МВР и другите институции ќе оставиме за подоцна. Важи. Како што велат дека партиите Важи. кои ќе дојдат на власт и ќе останат, ќе го направат. За големите реформи по изборите. Сега говориме за реформите кои што сега ги правиме у техничката влада, за да можат барем избориви да бидат такви како што треба. Еве што Ако се договорени сите работи кои што претходно, бидејќи сега дежаву, истиот министер станува заменик, имаме нов заменик, оно што беше до вчера министер, но без разлика. Тоа е направено по договор на партиите, за да нема злоупотреба на денот на изборите. и до денот. И до денот на изборите. Има ли Сега можност... имаме паралелизам. Па видите вака сега. Имаме ли Лјубиша, повторно паралелизам? видите се што Ќе се имаме, случи. како нема да имаме? И зашто ќе... Сега ќе ни се блокира. А зошто вака да Генерал. мислиме, професор? Ама не ли ги... Ај вака. Ама не ли законот Видовме вели како дека ги функционира. договориме? Знаете зашто? Само дозволи, само Заради тоа што не можат да седнат и да договорат и да речат ова е државен интерес, ова не е партиски интерес. Значи, дали Браво, ќе- Тоа е основниот проблем. Па видите вака сега. Денеска тоа е Чуфрижева основно. на Спасовски вика вака: "Од денес сме очите и ушите на граѓаните во владата на Република Македонија." Ај ти се молам. Значи владата на Република Македонија е тело против што работи против граѓаните на Република Македонија. Љубиша, ја вака мене ме учеа кога ја учев демократија можете и ли- политика. Ако ти партиципираш во влада на Република Македонија, ти веќе не си опозиција, ме Љубиша. Професоре, те молам. Значи, они треба да се однесуваат како луѓе кои партиципираат во власта. како да се една влада. Да ја практикуваат Апсолутно, власта денеска тимски, и оние сносат целокупната Заедно, одговорност, така. заеднички. интерсекторски, Повеќе од јасно. тимски, Ама тие се обвинуваат координирано. едни со други. Си има премиер, Од денеска мора да дишат како едно тело. а не А да не да се истражуваат нагласуваат. едни со Да, други. Не да се ако се нагласуваат. обвинуваат Тука се еден со друг, согласуваме. Ама така треба да функционирам. И ја кога говорам, не е критика на мојата партија, на моите сопартици, Да. или да ги бранам другите. Апсолутно, Значи, вака. значи, да се разбереме. Мене не ме интересира која политичка партија. Мене ме интересира да ги штити интересите на државата. Да функционира таа институција која што ја ракува. Доаѓајќи со обвинение. Да дојде спремен човек, да дојде човек кој што ја познава работата, а не може прво работно место да ви биде вас министер, како што имавме во минатото. За жал продолжува и со таква практика и денеска, каде што ние гледаме дека сервилни луѓе кои што немаат капацитет се ставаат Добро. на... Ајде да ме вака. подсетам дека ние Јас- имавме Па и премиер прво работно. Видиш? Јас го споменав. Го Ќе- споменав, прво тоа, па после го Ќе направиме една проба во ова студио од понеделник, ќе се обидам да ги донесам двајцата Оливери, министерот и помошникот министер, Да. во иста емисија. А ќе ги смирите ви, ептен ќе ги смирите. Битно е да слушнам дали кажат своето. да се кажат своето, дали може да соработуваат, да бидат коректни и дали ќе действуваат како едно министерство Тоа во ви е една одлично, држава. одлично Ќе идеја. пробаме, Ја ако имам дојде до солиден че нема... одговор, зошто за еден ден се бираше министер. Токму ради тоа, да се постават коцките, ама тоа не е партизација. Одиме, Како што треба и да не му се дозволи на една Одиме- личност да узурпира. има Тоа уште... е од Владата одлучува за тоа. повеќе од јасно дека целта е
да се закочи, Не. да Ама се сега нема, закочи од сега се несакани. знае. Со Сега ќе сет видиме. респект кон вас, не. Сега ќе видиме Добро, како ќе сега, функционира, договорено е, без разлика дали било... А јас се време, плашам, дали не сум оптимист дека ќе функционира добро. Ама ќе нема Министерството за зашто... внатрешни работи. Не, јас сум Кикиновски, оптимист, види. Зашто нема се согласува? Не се согласува околу подпишувањето при прочистувањето на избирачкиот Не, список. не, И сега му дадоа Добиша, 15 до Добиша. смени, Да, и имаше 10 и други. до смени и готово. Околу што? Види што имаше појави. И што треба? Министерот Значи нема зашто се не согласува. Па јас не би се согласил да бидам министер, мене да ме ограничува некој. Јас Ама е доаѓам прв човек на министерството со целокупната својот интегритет и со целокупната своја одговорност пред овие граѓани Ама на се Република договори. Македонија. И добро ако се Па се договори за сите Професоре, ги бараат своите на првата интереси, пресконференција ќе видиме. Ако министерот нов продолжи да излегува сам, без својот тим, и да кажува најдов 30.000 возачки дозволи, еве ги возачките дозволи, и фалсификувани, што има Па, добро, возачки знаете дозволи дека- со избори. Ова ќе видиме. Ама, Значи, знаете замена на дека- тези праве. Ама После тоа испадна ниту се тоа ќе има фалсификувани. тенденција Ако се повторно да излезе се- со тимот, професионалците ќе му кажат: "Не, министре, ова е возачка дозвола, ова е лична карта, ова поради Ајде. ова стое овде, ова поради ова, не се злоупотреби." Не, ама чекайте, вие Во очекувате магазините дека може повторно да дојде до тоа? Не, јас велам, ќе видиме сега на првата пресконференција, ако до него едниот директор, другиот Не, директор, не дали ќе има главниот на дали- организиран криминал, тимски настапуваат, ќе има работа таму. А што правиме Ако ако министерот пак сам си прави пресконференција, А што правиме е ако- политичар од СДС, такво е сега решението. Без стручњаците. Ево, ако сакате Бештој Чавков, кој израснал во министерството, Горанче, сите да не ја кажувам сега. Значи, со тие стручњаци, Што ако правиме? оди, он ќе биде Еве, успешен. Јас да ве прашам, што правиме ако од понеделник едната група спреми одредени кривични пријави по одредени Не. предмети, другата излезе за други или обратно? Едната ги брани, едната ги напаѓа. Што правиме тогаш? Нема веќе И Какво кривични дела, министерство? нема веќе кривични дела. Нема професор. ништо, се е мед и млеко во оваа Не, држава. не, Кое нема обвинителство? повеќе кривични дела. И кој е обвинителство? Така, на кој... на кого ќе суди? Да. Добро, Нема, се надеваме законите се дека... јасни. се надеваме Еви, дека денеска тој се паралелизам- изјасни. Се изјасни. Знаете што, бидејќи Значи, сепак имаме се закони, работи имаме за... проблем со за- имплементацијата и со собствениот начин на Не, толкување. јас мислам дека сепак бидејќи најважна беше политичката волја, таа пред 2 дена Ја беше видовме. покажана, мислам дека нема да дојде до тоа, инаку се би било рушење на собствениот збор и авторитет кој што го дадоа сите лидери на политичките партии. Одиме со последниот блок на реклами, а потоа со завршниот говор на моите гости Кикеновски и Костов. Говориме со моите гости Јове Кикеновски и Сотир Костов, можни предпоставки, сепак мислам дека не фати една доза на песимизам дека повторно ќе се случуваат некои работи кои што во претходниот обид на техничка влада се случува, доаѓаше до судир меѓу двајцата министри, ќе ги наречам, во Министерството за внатрешни работи, како важно министерство кое што треба да гарантира и да обезбеди фери демократски избори. Ако не успеат сега да го постигнат тоа, тоаш можеме да очекуваме дека ни по изборите, без разлика какви ќе бидат, дека овие политички партии не можат да најдат никаква толеранција меѓу себе и прашањето до обајцата е следно. Значи, дали со формално правно излегување од политичката криза преку избори, Македонија ќе заплива во релативно стабилна политичка битка или повторно ќе бидат радикализирани до таа мера да, како да кажам, џаби изборите. Костов. Видите, џаби избори не може да биде, бидејќи тие се извориштето на демократијата. Без избори нема демократија. Тогаш се слуша гласот на народот, тогаш народот избира кој ќе владее во оваа држава и мора да се почитува тоа. Него, некој си донесе своји дефиниции, кој бил во право, кој не бил во право и кога бил во право и така натаму, и така натаму, а некој се потруди да оспори она што народот одлучи во 2014. Овој пат не знам. Прифатат да се резултатите од сите, Јас тоа е многу гледам важно. подобра атмосфера. Пред да дојдам во емисијата, чув искажувања од Санта Аргирова како гледа незината кратка работа, 100 дена. Чув искажувања на тоа фамозно тело на определени членови. Лично мислам дека оној замор на материјал што го реков на почетокот на емисијата ќе завршам со него. Условите се такви дека веќе нема мрдање. Мораме да идеме до избори, нема простор да ги откажеме изборите. Не гледам што ќе се направи некој
аз джокер од ракав да се извади, одмах ќе го окарактеризираме дека тој не сака демократија и не сака избори, па било тоа ВМРО, било тоа СДС, ДУИ, ДПА или поединечно Сотир, Јове и Љубиша. Значи, ќе мора главно да оди затоа што секој сигнал година и 7 дена правевме најразлични имобили глупости. за обструкција. Да. И сега најпаметни ќе се бидат да си се свртат во својот двор, да си се мобилизираат за предкампањата, успешно да влезат во кампања и уште поуспешно да го убедат народот да гласа за нивната опција. Народ ќе убедиш со програма, проект, иновативна идеја, да му понудиш нешто, па још ако имаш емпирија и сум му остварил нешто, има шанси да успееш. Ако му нудиш незаконски снимени разговори, неовластено објавени, не кажуваш кој ги снимал, кој ти ги дал и така натаму, и тврдиш дека сите се криминализирани, а ти не си леве, тврдам дека сите други се криминализирани, а јас не сум, а згора на тоа сум и аболициран или помилуван или било што, нема да добиеш на избори. Лично мислам дека сега треба и СДС полека да се сврти, еве нови млади снаги, слушам новинари пак почнале во врвот на телото на СДС да одат. Некој вели лошо, ја велам, не е така лошо. Тој беше способен новинар, на Закири мислам, се декларираше независен, ама сега што му отишол во партијата, очигледно ќе застапува некоја политичка опција, социјалдемократска, и ако е бар малку успешен како што беше во новинарството, лично мислам ќе и донесе успехи на СДС. Ова не го зборам со иронија. Е така, секој во својот двор, мобилизација, стегнување на редовите, со позитивна енергија и кон противниците, значи противникот не е непријател, туку е такмац, што велат србите, туку е надпреваривач кого треба да го победам, да го натркам за еден чек. Говорите за кампањата. Да. А делот по изборите? Видите, делот по изборите ќе го знаеме негде меѓу 11 и 12 часот, кога губитникот, оној што губи, дали ќе излезе да му честите на победникот. И дали ќе ги прифати Ама тоа е активно честите што прифаќаш. Јебе, пошто кај нас Заев воведе една чудна пракса да не признавање на резултатите. А ако ги признаеш резултатите, постои институт што се вели, професоре, вие подобро од мене го знаете тоа, 100 дена на новата влада и како ќе и требат 100 дена. И во тие 100 дена да се консолидира, да се направи влада, да се програмата на носечката партија влези во коалицијата, да се направат предприпреми и да се тргни во, не е популарно, ама одиме во нови работни победи. Само така. Доколку тоа не се направи. Говорим и на почетокот за прибе, за тоа што веќе Да, реформи. Да се продолжат се обврза се сите. согласувам. Така. А инаку морав ова да ви го одговорам. Медиумската сфера е покриена со западно фундиран закон, 5 точкици, звездици доби од сите комисии од ЕУ, и лично мислам, сами си го девалвиравме, кога дозволивме Кетменот да ни нуди решенија на цензура. Ова што се залагаат до вчера, и ова телово не сме да кажам, е цензура. Ама гледам добри новинари таму и валјда ќе се кријат, ќе се срамат да прават цензура, да ви кажам. Па срамота е сега да го казнат Љубиша, нешто што јас и вие неферски вечерва доколку направивме. Нема. Такви залагања има Љубиша. Ама за тоа тело има такви залагања. За такви залагања има. И гостите ако да ми простите трескале глупости и ова. Гиокина. Дајте слобода. Па нема да ги викаме Љубиша, па ова е приватен медиум, бе луѓе. Не, договорите. Ова е приватен медиум. Договорот Гиокината. Па добро, ајде. Ако може јас да се отприлика е тоа, Љубиша. Значи сега, ако јас би се осврнал на 3 работи кои што ако им овозможиме да дојдат до израз, сигурно дека можеме оптимистички да размислуваме. Ова што го кажував досега како критика или како одредени аномалии во смисла на не песимизам, туку моја внимателност со оглед на сето она што ни се случуваше досега. Такви луѓе сме, тако и такви луѓе се. Подобро да мислам малку полоша, да испадне добро, меѓутоа во принцип не на одмет да бидеме малку повнимателни, од причина што знаеме со кого имаме работа. Генерално. Значи, кои се тие 3 елементи? Ако овозможиме до изборите, и по изборите се разбира сигурно, да вистината излезе на виделина за сето ова што се случувало, кој лажал, кој крадел, кој измислувал, кој снимал, како снимал, сигурно дека можеме оптимистички да размислуваме и понатаму. Ако овозможиме правдата да дојде до израз, тогаш граѓаните ќе бидат задоволни, бидејќи
конечно ќе видат дека ќе профункционира владењето на правото. Правната држава ќе профункционира, дека нема да има привилегирани личности во оваа држава, дека уставот и законите ќе важат за сите, дека судиите нема за еден да бидат мајка за друг маќа и обвинителите исто така. Тогаш сигурно дека ќе влееме оптимизам кај граѓаните на Република Македонија и сигурно тој оптимизам ќе се прелее и по изборите. И она што е најбитно, како трето, ако возможиме да дојде слободната волја до израз, слободната волја на граѓаните. Да си дојдат слободно на избори, да си гласаат. Ние тука имаме одреден прогрес, не можеме да речеме дека немаме во однос на минатите избори кога се гласало, меѓутоа, ако го ослободиме стравот кај граѓаните, бидејќи оној притисок кој што го има, а поготово администрацијата, каде што вие ако сте работите во јавната администрација, ако сакате да добиете решение, мора 20 луѓе или 15 да ви донесете по список. Тоа го слушавме од разговорите. Или вие ако сакате ќе морате толку и толку луѓе да донесете. Значи, ако го надминеме тој страф, ако едноставно секој кој што работи или е вработен во јавната администрација, да дојде без никаков притисок. Не вие од штабот да му телефонирате и да му кажувате да водите список. Значи, ако возможиме да таа слободна волја... Тоа е направено сега, колку што може да гледаме од изјавите. Не е направено, тоа треба допрва да не го почувствуваат граѓаните пред изборите и после изборите. Не, ама сакам да кажам дека се направени условите, така изјавуваат и опозицијата, дека ги имат. Професоре, вие ќе може да спречите да се прават истите онакви. Јас тука се плашам. Истите оние притисоци кои што ги имаме. Тиено затоа се поставени слободата на избор при гласањето е освоена 2000 година, ви тврдам. Со тие локални погубни избори, кога се губеа животи, кога имаше пукање, кога имаше тепање, кога имаше банди, од тогаш наваму нема такво. Немој да премолчувате. Немој да премолчувате за притисоците кои што го имаше членството, администрацијата и се. Има нешто што е мит. Власта секој пат администрацијата ја присилувала, а опозицијата ја тешила. Ма ајде ви се молам, има и книги Митовите на демократијата напишано за тоа. Да, како функционира Западот. Многу полошо од нашата демократија. Нашата демократија е многу подобра. Многу подобра. Ама тоа очигледно некоја друга емисија ќе го докажуваме. Нема таква присилба, професор. Нема таква присилба. Или ајде толку изразена. Видете, нека остане така да видиме како ќе биде. Еве гледачите ќе проценат. Има или нема. Знаат многу добро. Многу добро. Опсе одихир прави мониторинг најаке. Секоја политичка партија прави. ДИК прави. Костов. Сите се знаат. Покрај се влеговме ние во 2 годишна криза која доведе до овие избори. Значи и покрај ОПСЕ и ОДИХР, ако сите не се сложни околу тоа, сме можеле да влеземе во криза. Абе не сме гласачот да биде принудуван или уценуван да го дава гласот за некој. Тоа мора да заврши веќе. Вас ви уценуваат? Мене не смеа да го уценуваат. Не смеат. Не сме. Знаеш зашто? Се збориме некој е уценуван, кој е тој некој? Зошто мене не дојдат да ме уценат? Па ни мене, меѓутоа јас знам луѓе кои што не, ја не ги знам. Јас знам, јас ви кажам. Јас знам за митовите што се раскажуваат, а не е точно митови, тоа се вистински. Јас ви благодарам на вистина за извоеното време, за учеството во ова отворено студио. И ние ти благодарам. На дебатата што ја развивте, на разликите и на сличностите околу кои ги имавте, се заради подобрување на демократската клима во Македонија и во медиумскиот простор. Па еве адхок групата нека цени дали бевме коректни. Нека мониторира. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието.